Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме овде, и денеска расположени да ви направиме еден лесен специјалитет, многу брз и интересен за сите вас. Ај ќе го прави интересно момче, морам да ви кажам, затоа што ќе биде навистина се овој пат од нашата ни чудесна Македонија и малку пошироко. Да ве поздравиме сите вас ширум светот, бидејќи ви има многу, не гледате преку сателитот на Канал 5 телевизија во различни временски интервали, но како и да е, еве, бакнежите стигнуваат до вас, вие и понатаму ќе не следите, ќе коментирате и знам дека и понатаму ќе бидете наши верни поддржувачи. Поздрав и до нашите во Македонија. Посебните прегратки бакнежи ги имаат од мене во сите градови и села, сите населени места, сите оние кои што сакаат да ја следат оваа наша емисија. Да ги поздравиме и пријателите на емисијата. А наши пријатели се ПКБ-ско. ПКБ-ско поздрав до нив и навистина произведуваат сувомеснати производи со висок вкус, навистина интересен за сечи вкус. Сите луѓе може да се одберат посебен квалитет на производ, кој што еве ние дел од нивните производи ги имаме и овде во нашата кошничка, но јас верувам дека секој од вас пробал барем од еден од производите, па знае какви се вкусовите. На вас добар апетит, а на ПКБ-ско пријатна и успешна работа. Колегите велат вака, ова лесно е да се стави во ранче и само едно лепче попатно и имате ручек за доручек вечера за еден цел ден. Така, поздрав до сите кои што во овој момент не следат, а јас морам да ви кажам дека денеска имаме гостин кој што по потекло е од Македонија, но долго време живее во Австралија. Љубителите на спортот сигурно многу ќе ги интересира како спортот се одвива токму на тие терени таму во далечната Австралија, но како се одвива и кога тој доаѓа овде во Македонија. Знам дека неговата фамилија ќе го следи во далечната Австралија, од каде доаѓа ќе ни каже самиот тој. Си го повикувам нашиот млад Томас, добре дојде. Многу ме радува. Ете да бидеш мој гостин во емисијата. Фала многу за поканата и поздрав до сите моите во Австралија и цела Македонија. Во кој град живеат твоите? Сиднеј, Австралија. Во Сиднеј, сакав ти да кажеш за тоа. Да. Да не кара чичкорце, не сме ги поздравиле мама, тато, Да. баба, дедо, сите да ги поздравиме. Можеме по име. Како сакаш, можеш и по име. Поздрав до мојата фамилија во Австралија, до баба ми Рајна и дедо ми Цане во Австралија и мама и тато Силвана и Павле. Ете, поздрав до нив. Ке се радуваат бидејќи ќе не следат овде и ќе речат не игра само фудбал, детето знаело и да готви. Да. Прашува ли мама да не си гладен, Томас? Некогаш прашува, да. Прашува, вика, си направили да јадеш, се научили каде да купиш јадење? Да, се научи во Македонија и долго време сум живеел сам во странство. Имам живено во Англија и Италија сам и после сега доаѓав сум во Македонија за 4 месеци. Ти си многу млад, 19 години имаш, а толку време одсутен и се навикна ова, бидејќи љубовта кон фудбалот е голема, така? Да, многу големо и многу сакам да станам професионален фудбалер. Браво. Во Европа и мислам сега ќе почнам од Македонија. Мораме да им кажеме на гледачите дека ти на само 16 години играше за македонската репрезентација. Да, дојдов во Македонија во 2023 година во Скопје, ме викна за еден камп во Македонија и за 17-ките во 2024 година. Браво. Бев тука во Македонија. Одлично. Повели се ќе ти дада можност да сечеш кромит на твој начин, ми рече. Фала. За да го направиме рецептот, јас овде со нашиот шпоред ќе си се позанимавам. Ставивме оризот да се вари на твој начин, со малку масло и малку солца. Мир, како ми рече тетка Драгче, јас кромидот малку подебело го сечам. Нема, без оглед, ние овде ќе го испржиме. Како тебе ќе ти биде убаво? Кажи ми љубовта кон фудбалот. Ја доби од дете, играш од 5 годинки? Да, од 5 години играм фудбал во Австралија, во
македонски клуб, Рокдал Илинден. Поздрав до сите од клубот во Австралија. И од 5 години многу сакав да игра фудбал, ама првиот спорт, да ти кажам право, беше рагби во Австралија. Ти рагби многу е големо во Австралија. И татко ми рече, ај да пробаме рагби прво. А ојдов на некои тренинзи, ама не ми се свиѓаше. Има тепачки многу. Да, тепачки многу. И баба и дедо викат, полесно е да одиш по фудбалите. Да. И фудбал стана. Ете, подобро на фудбалер да си бидеш, отколку да се тепаш таму со кршени раце и нозе. Иако и на фудбалерите им се случуваат незгоди. Да. Добро. Ми рече, малку ми е тешко, но ете, знае да зборувам правилно македонски, но ти убаво зборуваш, како што си млад, си научил и убаво зборуваш. Кој те учеше најмногу да зборуваш? Во Австралија имаме македонски школови. Во мојата школа во Сиднеј имаше македонска учителка, уште таму ги учи младите. Доволно. Добро, и ги учи да зборуваат македонски. Македонски, а таа се вика Жаклина Михајлова и таа писател во Македонија, тука, во Скопје. А преселена и таа во Австралија и ме научи и јас го користав многу македонскиот јазик после од прво одделение до шесто одделение учев и после со песни и такви работи. Значи во предучилишна возраст учите македонски, а ти после си учеше бидејќи сакаш песната. Да. Така, браво. Ама јас знам некој што ти многу го сакаш како пејач. Да. Ќе го поздравиме ли? Ќе го поздравиме. Ајде заедно да го поздравиме. Бидејќи не е тука. Од далечната Америка сега. Од далечната Америка е сега Чичкорце. И да го поздравим, бидејќи ти многу ги сакаш неговите песни и го слушаме како пее песна за Ротино, моментално. Од моето село, од Битола, Ротино, од мојот дедо и прадедо. И поздрав до Ротино и целата Битола. Вие семено сакавте да направите спомен за вашето Ротино и да отпее токму човекот кој што ти го обожуваш. Добро, еве ја слушаме. Најомилен пејач ми е. Добро. Ете, тој ќе се радува кога ќе не гледа сега во Америка, ние го поздравуваме. Да, поздрав до Орце. Томас, јас сакав да ми донесеш дрес, но ти рече јас си го заборавив во Австралија, не го носам во куферот. Да, не го носам вака ќе се облече во дреса, јас тука да изгледам. Како се викаше твојот клуб? Рокдал Илинден во Австралија. Така, вака леле ќе рече сум станала женски фудбалер. Да, добро. А има ли интерес од македонците да бидат повеќе фудбалери или повеќе се австралијанци домородни таму луѓе? Во Австралија ние имаме, да ти кажам право, 25 македонски клубови од потекло што се направени во целата Австралија, во Сиднеј, Мелбурн, Прт и другите градови. Децата појќето играат фудбал. Појќето што се македонски и така. Одлично, браво. Ете, не е за подценување, сепак многу 25 клуба. Тоа се голема бројка, да кажеме. Да. Супер, одлично. И не само фудбал, и игрорни имаме доста. Така? Мислам, на кај 15 во цела Австралија имаме македонски игрорни и училиште. Знам, имавме тука момче кој што се занимава со народните носи, Дамјан, ни беше гостин и кажа дека многу нашинците, кога доаѓаат во Македонија, нарачуваат облека традиционална да се направи за тие игрорни друштва кои што ги ансамбли кои што ги имате во Австралија. Да. Јас го пржам кромитчето, тебе ќе ти дадам задача за печурките. Ајде да ги исечеш и печурките и да го правиме тој специјалитет кој што ти го сакаш, рече најмногу и вака посен. Зошто сакаш многу печурки? Протеини има речен. Да, спортистите сакат. Ама моментално постам за Великден и ова можам да го јадам. Така. И многу паста јадам во овај момент со печурки и со зеленчук и такви работи. Ете, добро, браво за тебе и со лесно да ми ти е постот. Убава замисла си имаш.
Велат благословени се сите оние кои што ќе се оддадат на пост комплет на чистење на умот, душата и телото. Да. Браво. Браво. Но знаеш дека во постот не треба да се караш, не треба да повишуваш тон. Да внимаваш да не така, треба сите тие работи да се придржува човекот кој пости кон сите. Да. Сите да ги сечаме. Испочитува. Да, ќе ставиме повеќе печурки бидејќи немаме месо во овој нели посен рецепт. Ќе зголемам сега температурата за да биде попржено. Томас, многу ми беше мило додека се снимаше песната, ти постојано беше до Чичкорце. Беше и на снимање, беше и во студиото. Да, во Крива Паланка. Да го поздравиме Саше. Ќе го поздравиме Саше Митковски, што го направи песната во студиото. Така. И фала многу за Орце што ми го направи песната, ти сега ќе седи во историја и во срцето за целиот. И ти цело време беше многу среќен, затоа што таа песна се подготвува, се спрема, ти беше мило. Многу ја сакам Македонија. И живеам во далечната земја, ама уште го држам во срце и во душата секогаш и секогаш кога можам да доаѓам во Македонија ми е мило и сакам да седам поќе, знаеш, не само 3 месеци или 3 недели. Ама јас наслушнав дека италијанците сакат да те грабнат за фудбалот. Тие имаат добар нос за добри фудбалери. Да. Сакаш да одиш во Италија? Сакам. И најдобриот македонскиот фудбалер, јас мислам во моментот, Елиф Елмас, тој игра во Наполи моментално и многу добар е ова сезона таму. Така, браво. И си викаш, ајде јас да се ќе одам кога веќе ме бара, да. И Горан Пандев, најголемиот играч, тој играше за големи клубови таму, Наполи, Интер Милан и многу го сакам Горан. Ете, тебе ти е тоа животна желба и ти да заиграш на тие терени. Добро. Добро. Да ги ставиме. Сега ќе ми ги додадеш печурките, полека. Да, јас полека. Ете така. Можеме ли? Двајцата. Па можеш и со раката, веќе си ги измити рацете, така да се може да се дотури. Добро. Ова е твој рецепт сега, што да кажеме, ќе го правиме според твојата волја и желба. Да, може печурките да ги сечиш и поситни и покрупни. Поситни, да. Ама јас сакам такви оти. Како ти кажав, и јас ги сакам како тебе, да ги има повеќе. Можеме и оваа мешавина да ја додадеме затоа што и таа пушта водица, тама ќе биде заедно. Добро. Ајде сега, бидејќи си во Македонија, кажи ми, ја си доаѓал повеќе пати, кажи ми каде најмногу се чувствуваше убаво, каде ти беше, кој дел во Македонија го сакаш? Ете, не беше отиден во Крива Паланка, сега отиде, ја види Крива Паланка. Сум бил во Крива Паланка, ама уште ми е помилен место Пелагонија, Битола. Вашето место, да. Многу ми е убаво, оти моите се од таму. А и Скопје е многу убаво. Скопје е многу убав град. Треба да се пофалиме со нашето Скопје, затоа што навистина е супер. Добро. Убаво е што ти се допаѓа и затоа што си ја сакаш Македонија. Да. Ми рече твоите две сестрички дома. Да, имам. Да ги поздравиме и нив. Да. Рече не го говорат убаво македонскиот јазик. А батот ќе им помага ли? Да, јас ќе му помогам. Да го научат? Ќе направиме еден европски одмор. Така? Кога ќе доаѓаме тука и во Македонија и во целиот Балкан ќе оиме и ќе му помогнам. Да го научат. А знаеш дека и емисијава ќе ги натера да сакаат да зборуваат, затоа што ќе сакаат да знаат што зборуваш ти. Да. Денеска тука. Да, така е. Ама моите сестри знаат да разберат повеќе, ама и знаат да зборуваат, ама многу му е тешко. Па добро, сега кога живееле, пораснале таму, се родени во Австралија. Затоа зборуваме, треба родителите да ги учат децата од мали
да зборуваат, да не го заборават мајчиниот јазик. Но и Да. твоите родители се родени там. Да, јас сум втор генерација австралец, во Австралија. ама уште од баба и дедо го чувам јазикот кога одам кај баба Мира и најдедо Цане. Ама Избораме затоа си го доби македонското државјанство. Да. Затоа што си со потекло од Македонија, од селото, родина, од баба и дедо. И јас еве јавно ти честитам за Да. македонското државјанство кое што ти премногу сакаше да го имаш. Да, многу го сака, фала многу. Да го имаш и се радуваше на пашапортот, на Да. личната карта македонска. Браво, Томас. Секоја чест. Фала. Тоа е добро. Добро. Ајде, ова ние ќе го оставиме така полека да си крчка, а ќе побараме од режијата фотографии во кои што ти ќе ни ги коментираш. Што се тие фотографии, каде се наоѓаше, ти ми испрати убави фотографии. Ова фотографија е од еден фотошут, како се вика во Фотошоп, да. да во енглески. Се вика фотосесија, не фотошоп, туку фотосесија. Фотошоп е маскирање на ликот. Да. Фотосесија. И ова е сликано во Bondi Beach, се вика, во плажата кај Bondi. Ова слика е кога го победив купот во Австралија со Рокдал Илинден на 20 години. А немам 20, ама 20 игра. Во тие играше во Да. возрастна година од Да. 20 години, а ти пехарот го бакнуваш. И тука сум Тука е 5 Томас години. Мал. Ова беше Да. првата сезона што игра фудбал кај Рокдал. Ова е сликата од репрезентацијата во 2023 година со 16-ките. Да, Така. одлично. А тука си веќе во таква фотосесија, како Да, што велиш ти. ова фото беше мојот како се вика кога завршиш школа. А, на матурата. Да. Да. И тука беше. Добро, ова е матурското првото, нели, Да. што го облекуваш од дело, да кажеме. Да. Добро. А, значи матурската. Добро, ова е некоја пустина. Ова беше во Дубај. А, така? Кога бевме за одмор за новата година и го направивме таму туер, како се вика? А, турнеја? Да, турнеја. Добро. Направивте една убава прошетка. Ова ми е фамилијата. Поздрав уште еднаш во мојата фамилија во Австралија. Ова беше на мојот 18 роден ден. Аха, на полнолетството. Да. Дали исто е и таму? Како и тука, 18 години полнолетство? Да. Исто е, на 18, Да. зашто во некои држави го слават 16 години. Да. Да, добро, одлично. Но ти си можел и на 16, бидејќи млад си излегол од дома, да бидеш како што си вреден. Да, добро. Ова беше сликата кај се потпише во Италија. А таму за сега за фудбалот што ќе го играш таму? Да. Добро. И мојот агент. Поздрав до Анджело. И ова беше во 20-ките во Исто? Рокдал. Исто. Да. Ќе Тоа му е ставиме теренот малку на капаче, за да се изоврие убаво. Гледај си ги фотографиите. Добро е, овде си ти. Пак кај Рокдал. Бидејќи јас по спортот не ги многу познавам, што играш ти? Јас играм шпиц. Што ама значи напаѓач. тоа? А, напајач. Добро, што значи, сакам да кажеме што значи, бидејќи јас не ги разбирам многу овие... А можам и во деветка да играм, и во се вика right wing во енглески, Да. а тоа е на десната страна, ама напред. Добро, ете, за да им кажеме на гледачите што всушност играш ти. Така, добро. Ова слика е од песната за Ротино. А, тука сте Во се Крива частеле паланка. во Крива паланка, добро. Со Орце, Сашо и Никола, Аха, што свири на кларанет. добро. Никола. Поздрав и до Никола. Одлично, а ете вие И тука сте на- направиле едно убаво друштво. Да, друштво со Орце на ручек во Скопје. А многу е смешен како се сретнавме А така, беше со интересно, Орце. така? Од јас доаѓав од Италија и му пуштив порака за дали знае еден добар таксист.
знаеш, од аеродромот. Така. А и тој ми дава порака, јас ќе те земам, ништо. И од тој ден се сретнавме и Така. се знаеме со орце. Па убаво, значи наместо таксист тој ти беше таксист, Да, добро. тој ми беше Ама знам таксист. дека и учевте каде во градот сите установи Да. цело време се учевте заеднички. Добро е, тоа Да. е убава работа. Убаво. Ова ни е веќе пред самиот крај, уште малку ќе го оставиме да се ете така извари убаво. Ќе ја искучам сега нашата рерна. Рингла. Се извинувам за да не ни подгори. Добро. Уште малку. Пиеш ли чај? Ќе Да, барам пијам. чај. Може. Сега ќе правам чај. Ајде сега ти да ми кажеш што ти беше најинтересно во фудбалот до сега? До сега играње со репрезентацијата македонска. Навивачите те бодреа, те дава елан, желба или ти од сам дома си се подготви ќе играм за репрезентацијата и веќе Да. ти беше голема волја, да? Од срце многу сакам да играм за Македонија и за првите еден ден, ако со мојата сила и со Господ сила можам да играм за Македонија, многу ќе биде добро. А и играње во Англија и Италија многу беше добро. Знаеш да Собра искуства, учење? Да, учење, да. Искуство Така. за како да оди фудбалот. Добро. Како ти реков, од 15 години живеам сам. И све знам, знаеш, за готвење и треба да се научев, знаеш. Така. И да не знаеш, си сам. Желудникот ке те бара, Да. а си вика, ајде, Томас, учи се да готвиш, да. И така, по фудбалот. А да им кажеме на мама и на тато како те учеше Жишкорце? Ајде ке те носам у маркети и она му кај што има готова храна во Скопје има се, многу лесно ќе се спасиш, така ли беше? Да, така Да. ми рече. Како ти, за да имаш време за девојчиња, Чичо, ќе си готови храни, ќе си купуваш. Да. Нели така те учеше? Да, така ме Добро. учеше, да. Добро. Еве да ги поздравиме, они се во Америка, во семејството Далчевски во моментот и таму не гледаат, па затоа да ги поздравиме и Зоки, Јадранка, дечињата, сите. Па може би ќе те поканат и таму на фудбал. Може еден ден. Да видиш, не? Да. Да видиш. Со Гоце Петрески се таму, со Бананата Бананата. и Владко Гајда од Мелбурн. Така. Да. Тие се сите добра екипа, тим, Да. добар тим, добар Сите тим. се, да. Многу добро, а како што ти ја сакаш песната, уште подобро за тебе. Да, многу е убаво. Ете така. И не ми кажеш што најмногу сакаш да јадеш? Јас многу сакам италијанска храна. Да ти Затоа кажам. сега ќе одиш во Италија да јадеш да, тоа ќе одам во италијанска Италија. храна. Добро. А и јапанска храна, многу суши Охо. сакам. Јас па кога ќе ги видам тие видеа таму со тие чудни јадења и се просто чудам како може. Ние македонците не сме навикнати на таква храна. Да. Имам слушнато, ама многу добро луѓето да пробат. Оти имаат со туна, со риба, со пилешко. И со глувци, и со глувци, внимавај да некоја мачка глушец, па да отпосле да ти кажат. Да. Се шегувам, Знам, но да биде, за да ни биде интересно, затоа се Да, шегувам. да. А во Австралија многу луѓе имаат од целиот свет и затоа многу храна јадиме од други земји. А, значи увезена од друго место и Да. затоа. А баба прави ли пити дома? Да, Ги сакаш, не? многу се убави. Баба Баба и- и манџа прави Аха. и патулици многу се убави. А, така. Да. Ги сакам со сирење. Со сирење, па Да. тие се специјални питулиците Да. за со сирење да се јадат. Па убаво, браво, браво и за баба. Браво и за баба. Одлично. Чајчето ни е планинско, имаме планински чај, тавата ни е готова. Јас сега уште малку па ќе ти го додадам чајот и ќе го бараме рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Рижото, 1 чаша ориз, 1 чаша златна мешавина, 200 грама свежи печурки, половина кромит, масло, сол и други зачини по избор. Веќе рецептот ни е готов, само да го зачиниме кој што сакаш ти зачини. Рече дека Да. многу сакаш орегано. Орегано, да, прво ставам јас Да, назгора. добро.
и Сув зачин сакаш, добро. бибер може. И еве ти сув зачин. Добро. Ќе те барат после и за окуина. Добро, одлично. И само тоа. И малку бибер, така? Да. Или додаде? Додаде. Додаде? Ајде ќе го промешаме малку и ќе го сервираме во нашата чинија. Ете едно убаво искуство да готвиш на телевизија. Да, многу убаво. Браво. Браво, па направивме за сите, не само за еден оброк, Да. туку за повеќе. Добро, одлично. Одлично. Додај ми оваа лажица. И ќе го сервираме за рече да ти помогнам. Повели од оваа страна. Ето така, бидејќи сме уште малку пред самиот крај на ова наше другарување. Ако повеќе ви се јаде, повеќе да стане. Така ли? Колку пати на ден имаш желба да јадеш како спортист? Имаш ли повеќе Да. апетит? 3 пати на денот. Задолжително? Да. Добро. За да имаш енергија? Да. А благо? Благо не многу јадам, ама ако сакам 3 лече многу ми е најомилен. Нешто благо да јадам. Зато двајцата истото го сакаме, нели? Добивме, и Да. ти трилерче. О, трилерче се вика правилно, трилерче. Да. Еве, по нашиот рецепт на денот. Убаво изгледа, вкусно мириса. Томас, беше супер гостин. Фала Ти многу. благодарам. ПКБ-ско ти доделуваат подарок производи од ПКБ-ско. Еве, кога немаш време да готвиш Да. дома, за да си направиш еден оброк или повеќе. Ти благодарам што беше дел од нашата емисија, ни сподели убава приказна од Австралија и Македонија. Фала многу. Ти посакувам успеси на секое поле во животот и на спортот, на љубовта, на се она што ти си го имаш замислено и да ги поздравиме твоите дома и ќе им дојдеме во Австралија заедно. Да. Така Така, фала ли? многу уште еднаш за поканата и поздрав до сите дома. Ете така. Тука сме пред самиот крај, драги мои пријатели на ова наша емисија. Се надевам дека ви бевме интересни и денеска. Имавме млад спортист, надежен и успешен. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи, а ние ќе покануваме и во иднина млади и успешни луѓе. Ве сакам, се гледаме.